од Господ што се собираме во неделите, преку неделите, во работните денови што имаме наистина луѓе кои што го познаваат Исус и му веруваат на Господ. И навистина од огромна важност е денес да како луѓе веруваме во Господ Исус Христос. Тој не спаси и тој не спасува од ситуации. И тој е оној центарот за кого ние се собираме. Исус е нашиот центар во себе. Така да ние имаме секоја недела богослужба и добро е тоа да се повторува, се со цел да некои нови луѓе за прв пат слушаат, па можеби си мислат кои сте вие, можеби сега додека ние зборуваме на некого си рола на Facebook, му излага лайф нели од нашата црква лайф видео, па добро е да кажеме нели кои сме, што сме, дека ние сме црква, христијански центар 690, кој што верува така до Синот Светиот Дух, каде што Словото Божјо е нашето упатство во животот. Често пати луѓето нели ги отвараат, ако пакуваш едно пакувче нели со лекови, таму има упатство. И тоа е упатство зашто да се одржи лекот. Имаме оружје. Сега имаме духовна храна. И кога што има храна за телото, имаме храна за духот. Нели? И добро е да не се оставаме без таа храна, зашто е многу битна, за да се соочиме со работа на таму каде што сме. Ние се радуваме што собравме овој ден да го славиме нашиот Господ Исус. Верувам дека сите ние сме радосни, зашто нашата радост не доаѓа од тоа што е околу нас, што се случува, нашата радост е во Господ. Нашата радост е во Господ и тој ги справува работите. Така да му благодарам на Господ Исус за секој кој што е тука, и секој кој што доаѓа, и секој кој што ќе ни се придружи онлайн. Навистина ви благословуваме и се молиме да секој ден да Светиот Дух го допре вашето срце таму каде што се наоѓате и да го познаете Господ Исус Христос и да ја почувствувате неговата сила. И ако некој е болен додека сега не гледа онлайн, јас се молам да прими исцеление во овој момент, да го познае Господ Исус и да дојдеш да сведочиш на ова место за тоа што Господ Исус Христос го направи во твојот живот. Бог е добар во секој еден момент. Тој е добар Бог. Тој е добар Бог. Добро е постојано да ги повторуваме информациите. Знаете, со тоа што му веруваме на Бог, ние искажуваме љубовта кон Бог на различни начини. Едно од тие се нели службите, неделните собирања, да го љубиме својот ближен како себе си. Тоа е нели прекрасна заповед од Бог и да се љубиме едни со други. И една од тој израз како изразуваме љубовта кон Бог е тоа дека нели имаме конференции, имаме настани. И навистина е добро кога ние се собираме. И едно од тоа што ни следува во иднина е нели Ана конференција. И за се тоа што се случува таму можете по служба да се обратите кај нашата драга Маја, таа ќе го објасни повеќе за тоа. И таа конференција е од 7 до 9. Овој месец што доаѓа сега, нели? Да, во Струга, во хотел Дрим, и може да се обратите во врска со таа конференција ако сакате да додете кај Маја после службата, а сте што не гледате нели онлайн, може да не контактирате на нашите социјални мрежи. Така да добро е да ја кажуваме тие информации, за да покануваме луѓе да доаѓаат. Дури да спремаме за конференциите не се само јас верувам дека не само за нас, не само за луѓето кои што дели растеме, сакаме повеќе да го познаваме Исус, туку за секој еден човек да го познава повеќе, зашто знаеме дека слободата доаѓа од Господ Исус Христос и нашата радост е во Господ. Така да нешто следващо ни следува и ќе ги повторуваме овие работи за навистина да не се заборави и да поканиме други луѓе, а тоа е дека од 6, 7 и 8 декември како црква ќе одиме во Ново Коинско во Евгелија и таму ќе спиеме, ќе одиме во саботата, ќе се вратиме во понеделникот, тоа се 2 вечери. Цената ќе биде 1200 денари од човек за спиењето. Во врска со преводот ќе се организираме ние како црква, како луѓе кои што како е слободно возило ќе каже, ќе се кажат луѓето кои што немаат превоз како да одат. Но најдобро е стварно, јас сакам стварно да отидеме таму. Зошто? Затоа што е добро да се собираме, добро да го славиме нашиот Бог, да растеме во заедништвото, да се пријателуваме, да човек кој што никогаш може би е тука, а никој не е запознал нека друга личност, да се поврзаме на подруг начин и заедно да го прославиме Бог. Има и храна, во врска со храната, секој ќе донесе тоа што е во можност, другиот ќе го обезбеди црквата. Така да раскажувајте за ова, нека се собереме, нека се пријавиме, за тоа ние за пријавувањето може да се пријавите кај нашата Анастасија, која што ја гледате сега додека свири на синиот инструмент. Така да по оваа служба обреде се кај Анастасија, пријавете се и пред неколку дена Анастасија беше родена, така да благослови родена Анастасија. И кога се пријавите да и честитате родена. Така да благослов за секој еден. Може да станеме
и да го прославиме нашиот Бог, да му кажеме благодарам на Исус за тоа што е добар, прекрасен и совршен, затоа што во секој еден момент е со нас и кој действува во нашите животи. Во Филипјаните 4 глава, 4 стих до 6, таму пишува и апостол Павле вели радувајте се. И пак ќе кажам, радувајте се. И вашата вика кротост да им биде позната на сите луѓе, вашата великодушност, вашата благост. И потоа продолжува и вели во 6 стих, не грижете се. Не грижете се за ништо. Туку во се преку молитва и благодарност искажувајте ги своите барања на Бог. А Бог што го надминува секое разбирање, ќе ги запази нашите срца и нашите мисли во Христос Исус. И всушност коренот на грчкиот збор што е опишан таму за не грижете се, всушност објаснува или пак значи раставнат ум на многу делови. Понекогаш ние како луѓе за многу нешто мислиме. Мислиме што ќе биде утре, мислиме што ќе биде со нашите деца, мислиме што ќе се случи после една година, каде ќе бидам јас и што ќе се случува со нашиот живот. Но да му предадеме на Господ се. Бог се грижи за нас, Бог се грижи за тебе, за твојот живот, за тоа што ти се очуваш. Во Бог ние имаме живот и нашата радост е во Господ. Ја не знам дали некој се грижи, дали ќе достигне целта сколку пари ќе заработи оваа година, колку коли ќе купи, што ќе направи. Но нашата радост е во Господ. И тие еден ден ќе престанат, тие еден ќе се расипат. Но радоста во Господ никогаш не се расипува, таа радост е секогаш жива. Таа радост секогаш минува, таа радост. Па дури и полесите се тука за Бог да се прослави, да ги истели луѓето. Пред да почне служба да служам како некој човек го боле окото, Бог е тука да го истели тоа око. Бог е тука да ни истели нас. Бог е тука зашто Бог сака да ни истели душевно и духовно и физички и секако. Зашто Бог сака ние да сме здрави. Слава нашиот Господ Исус Христос. О, фала ти се за овој ден. Ние пристапуваме кон тебе, Господи, одиме да те славиме, Господи, во дух и во вистина сте заедно во пееме нашиот Господ Исус Христос. Алелуја. Слава ти, Светлина
се поклонат пред живиот Господ, пред Исус Христос.
Ti
те следиме Тебе, да следиме Твоите чекови, да се загледаме во Тебе, да видиме што Ти си направил за нас, Господи. Намерно одлучуваме да следиме Твојот пат. Слави, Господи, со Твојата помош и со Твојата благодат, да можеме да ги поминеме сите препреки што ни ги задава овој живот, овој свет. Да бидеме сигурни дека со Тебе можеме се да постигнеме. Славиме за тоа, Исусе, Те славиме за тоа. Ти си нашата надеж. Не дозволувај ништо околу Тебе да биде надеж, освен Господ Исус Христос. Не дозволувај ништо да биде потпора, освен Господ Исус Христос. Јас сега се молам за секој проблем, за секоја болест, што ти ја чувствуваш во овој момент. Заради тоа што Господ е способен да направи. Господ е способен да направи многу повеќе од тоа што можеме ние да замислиме. Господ е способен, ако ти го повикаш во твојот живот, сега и во овој момент, да те исцели. Дали е тоа твојата нога, дали е твојата рака, дали е твојот ребер, дали е твојата глава, дали имаш проблем со видот, Господ е способен во овој момент да те исцели. И го прави тоа заради ветувањето што ни го дал, заради крстот, заради тоа што ја зема сета болка, ја зема сиот срам го зема на крстот. Што треба ние да направиме? Да се загледаме во Него, да се загледаме во Неговото дело. И да веруваме дека се е возможно со Него. Едноставно да го веруваме тоа. Славиме Исусе, славиме Исусе. Славен Господ наш, возвишен над се, над сета земја, над целиот универзум. Нема повозвишен од Него. Само замислете, нема ништо повозвишено од Него. Затоа му припаѓа Неговата честа, затоа му припаѓа честа, затоа му припаѓа славата на Нему. Те славиме, Исусе, те славиме. Те славиме име над сите имиња, најмокно име над се, над се. Нека остане таа реченица во нашите срца, Он е над се. Те славиме, Господи, те славиме, те славиме. Шиката на пасиката на парима. Пера на карабара за Господа, сиката на сиката. Пејте му на Господ, ослободете ги вашите умови, не мислете на ништо друго, само на Него. Пејте му на јазици, пејте му молитвени песни. Шиката на пасиката на секој еден кој го нема дарот на јазици во овој момент да прозбори на јазици, да пропее на јазици кој што не ги разбира, но секој друг ги разбира. Те славиме Господе, парира каросо, парира шиката. Славиме Господе, славиме Исус, пееме на себе. Шиката. Сенката, парира паросо, шиката. Уживај во Неговиот отмор. Уживај во Неговиот отмор. Нема трчање кај Него, нема врзање кај Него. Се е во совршен тајминг и во совршено време. Ние, нашите мисли, може понекогаш да помислиме дека нешто сме пропуштили или нешто ни избегало. Но да му веруваме на Неговото ветување, дека ќе ни даде се за живот и поможност. Не бараме ништо повеќе од тоа. Бараме само тоа што Ти си ни го ветил, Господ. Ако Ти си рекол дека тоа е се, тоа што е се. Ако Ти не направи целосни, тоа да бидеме целосни.
Да не се правиме половично. Славиме Господе, те славиме Исус. Славиме Исус. Да продолжиме темата како што службата. И само да кажам фала ти Господи Исусе, затоа што секогаш си со нас, по нас и ти действуваш преку нас. Благослов за секој еден. И напиши
како денес почнав со крижите. Pre некое време видов бев на една конференција и видов еден човек, а после друг човек, и видов како има натиснати крижи на нивните глави. И се рекол, Господи, јас ќе одам да се молам како филм за тој човек. И тој човек почна да плаче, што не значи дека секогаш не би. Треба да е така. И ама Господ го зема терето од него. И после седам на друга страна и го гледам како тој човек што седеше, што не разговараше со никој, беше надлежен, разговара со луѓето, се радува. И после имаше друг таков човек, исто да стои со 20-та. И викам, Господе, фала ти, ја просто седам на страна и гледам. И викам, фала ти, Господи Исусе, што навистина ги добриш нивните срца. Светиот Дух е тука за да не остави истите. Да некој кој што не зборувал да почне да зборува заради ситуации, заради натрупани тежини. Светиот Дух е дух на слобода. Тој е ослободува. Ти имаш потреба од некој што ќе те охрабри. Ти имаш потреба од некој што ќе се моли за тебе. Ти имаш потреба од некој. И после кога ќе те охрабри некој, па ти си охрабрен некој. И да охрабриме некој друг. Да подигнеме некој друг. Сите имаме потреба од еден друг. Да не се лажиме, сите имаме потреба од еден друг. Фала му на Господ Исус што ги имаме пасторите на оваа црква. Пасторите Даниела и што сега се во Холандија и Господ действа стварно преку нив, новотворени брати има. Фала на Господ старешините на оваа црква, служителите за секој еден, за оној кој што последен пат ја методи чиста поема, за секој еден човек, за сите финанси, за се што имаме, за се што правиме, но вистина дека сите имаме потреба некако еден на друг. И стварно сме благословени, затоа што сме дел стварно една ваква прекрасна црква која што јас верувам дека е слика на Господ Исус Христос во светот. Така да имаме потреба да охрабрување. Пред некое време, мислам, денес јас сум многу радосен затоа што ќе ни зборува на личност и верувам дека има многу што да ни каже, има многу што да ни зборува, има многу што да сподели со нас. Јас стварно ќе седам на некој место и ќе верувам дека срцата на луѓето ќе стануваат уште повеќе со жар за Господ, уште повеќе запалени по зборовите на звукот на тој Божи човек кој што денес ќе ни зборува. И еднаш се сеќавам пред многу време и таа никогаш негова реченица не можам да ја заборавам. Јас го споделив тоа што го имам предизвик во живот како во мојот живот како предизвик. И тој ми рече, кого? Али што се секираш? Колку луѓе се? И тоа ме ослободи во истот момент. Може имаш некој предизвик во твојот живот? Сподели го со некој. Имај доверба во некој. Имај потреба со храбриме и со пред. И тој човек тогаш беше еден од старешините на христијански центар Никола Ѓуревски, така да можете да напред. И да го споделуваме со Господ. Му го дал Господ денес. Ставам си речи. Притисаци, притисаци. Големи зборови. Фала ти го, фала. Зашто ние подекогаш кога сме слаби во душата, знаеме, да кажеме, зборови што ќе нема ни да помислиме дека за некого ќе бидат охрабрувања, да, и благослов. Свети Душе, ти благодарам што си ти тука, Господ, во црквата Твоја, ги ослободуваме Твоите ангели да служат слободно. Ти благодарам за Твојата атмосфера. Ти благодарам што ме ослободи да бидеме исти како Тебе. И фала Ти што ни помагаш да растеме во откровението, во љубовта Твоја, да знаеме се повеќе и повеќе во секоја ситуација, во секоја област од душата, да бидеме свесни дека Ти не повика да бидеме како Тебе. И ние сме како Тебе. Фала Ти, Татичко. Фала Ти, Татичко, што сме Твои синови и перки. Колку пати се наоѓам, или кој се плаши не е совршен во љубовта. Колку пати се наоѓам така во стравови, или се уште она откровение, знаеме дека Исус не љуби, дека Бог не љуби. Знаеме за таткото. Ни пишува во Јован дека не љуби како што го љубеше неговиот син. Да, уште тоа во нас знае да биде процес кој се развива
колку пати сум се нашол во работи дали тоа. И лично за мене мислам дека се уште не сум свесен дека таткото ме љуби како што го љуби Исус. Значи ова не е за самиот да се поницам или да се усрамам, едноставно му благодарам Светиот Дух што лично и заедно како црква со вас прави на мене, ни прави на нас да растеме во тоа дека таткото не љуби како што го љуби Исус. И тоа е многу важно. Тоа е многу важно. И едно од најважното прашање според мене, ако ме прашате, е тоа кој е Исус. Значи тоа е многу битно да нурнеме во таа христологија. Затоа што често имаме една слика за Исус, меѓутоа имаме друга слика за таткото. И тој страв што се случува во мене, а сигурно и во вас, подразбира некоја казна. Сигурно од нешто се плашиме, дека ќе бидеме казнети, дека страшно е, нешто ќе дојде, ќе не одвои од љубовта. Но заедно, како црква, денеска да видиме кој е Исус, да влеземе во таа христологија, бидејќи веруваме дека Исус е слика на таткото. Дека Исус е исти како таткото, бидејќи дојде од таткото. Дојде да го откри. Имаме 4000 години на историја од Адам до Исус, каде што пророците го објавуваа, Израел го објавуваше, но тоа не е целосната слика. Они се свртеа на жртви, а таткото постојано се обидуваше да им каже жртва не сакам, сакам милост, сакам сочувствителност, сакам љубов. И затоа да се смени таа слика на таткото, да се тркне тој грев. Гревот значи искривена слика. Значи Адам во моментот кога сгреши ја искриви во себе сликата за Бог, за кој е Бог и за кој е Адам во Бог. И еве го Исус се инкарнира, доаѓа во тело, вика беше искушуван во се, но без грев, без искривена слика меѓу него и таткото, во заедништво со таткото. Доаѓа да ни открие, да не подсети дека ние не почнавме во Адам, дека почнавме во Исус. И ова се големи вистини што тек ќе треба да ги разбираме. Но ја верувам дека денеска ќе чепнеме некои работи и ворете и да не испровоцираат. Ја кога дојдов во црква во 2009 и Дуговски кога го слушав да зборува за благодат, ја во мене се роди голем гнев против Александар. Не го сакам. Што збори овој? Он како збори за Господ дека е добар, дека е благодат. Во мене гнев. Искрено во 2009 јас си отидов дома, разочаран, цуејќи го. Како може он да зборува дека Господ е добар? И фала му на Господ што останав во црквата, за данче што ја видов, што се влюбив, што решив да се вратам. Благодарност до така Силе што упорно не викаше на домашни групи кај Николче. Благодарност до Ѓоко и до Розе во подрумот. Таму имаше многу дешавки. Се менува работите. И така јас си губам од времето, ме советуваа да зборам 40 минути, а тоа за мене е проблем. Јас сум си поспор, и знам да забегам и 10 минути ви зборам, а не ви спомнав ништо од тука. Кој е Исус Христос? Е многу важно прашање.
Ние секогаш се фокусираме на тоа што направи и тоа е прекрасно. Како треба да го следиме и тоа е одлично. Но истинското прашање е кој е Исус? Бидејќи Он дојде да ни открие кој е Он и во Неговото откровение да разбереме дека ние сме од Него, дека сме како Него. И тоа е целата приказна на фамилиарниот круг на тројството. Сега, ви текнува на Самаријанката, нели прашуваше каде да славиме, како да славиме, а поентата е кого го славиме, значи кого го обожаваме, од кого сме. Ако нурнеме во нешто што се вика христологија, во разбирањето за тоа кој е Исус, дека е целосно Бог и целосно човек, обединет во заедништво, тоа трга од нас голем терет. Онака, знаете кога ви тежи на плеќите, знаејќи дека Исус е Бог и човек, трга голем терет од нас. Зошто? Бидејќи Тој е нашето заедништво. Исус Христос е твоето заедништво или твојата врска со Таткото. И тоа не е процес, тоа е факт што се случи. Процесите ги оставаме на душата. Многу важно е да знаеме каков е Таткото, за да имаме здрава теологија. И ако Таткото личи исто како Исус, тогаш тоа се добри вести, така? Не подразбира казна, се трга стравот. Тоа ни кажува дека Бог, Таткото, ако е ист како Исус, е во добро расположение. Се согласуваме? Исус беше расположен одлично и кога беше луд. Одличен беше. Кога зборам за теологија, не мислам на било каква теологија. Има според мене само една добра теологија, а тоа е христологија. Кој е Исус? Кој е Исус? Или на претходната проповед чепна дека Исус е Божјето откровение за нас и не само тоа. Преслушайте проповедта, интересна беше и здрава. Затоа добрата теологија или христологија не заштитува да не паднеме повторно во стапица на религијата. Што треба ние повторно да направиме заради некоја вина, за да се доближиме до Бог. Тоа беше стапицата во која што Адам влезе. И фала му на Исус што да извади од таа стапица. Се базира на тоа кој е Исус и потоа што тој оствари за нас, целото човештво, за целиот космос. Ние веруваме во еден Бог, така? Семојниот Татко. Пред тој да биде создател, пред да биде било што, тој е Татко. Ние не сме само некоја ситница што тој ја создаде за една употреба. Значи, многу битни работи. Ние сме синови и ќерки. И како што кажав, ова е фамилиарна приказна. Ние сме фамилија. Црквата е фамилија. И порано си мислев дека ние како поединци и како црква сме четвртата личност во тројството. Меѓутоа, тоа веќе го тргнав, не сме четврти, ние сме во тројството. Ние сме едно со тројството. И тројството е едно. Ние веруваме во Господ Исус Христос, Синот Божи, единороден вечно од Таткото пред сите векови. И кога зборуваме пред сите векови, повторно мислиме на временски период, меѓутоа и пред вечноста, и пред вечноста. Исус беше секогаш со Таткото. Немаше време кога не беше со Таткото. Исус не е создадено битие. Создадени сме ние. Меѓутоа бевме во Него во вечност. Сега. И некој паметен ќе дојде, не од тука, ние сме паметни,
и ти каже Исус не е Бог, Исус е Господ. Како да има некоја разлика, така? Ели Бог Таткото, Господ Исус, Светиот Дух е последен во листата на божествата. Зборот Господ е директен превод од зборот Адонај, кој значи Јахве или Јехавах. Мислам дека имам една проповед каде што целата проповед зборев дека Исус е Јахве. Одамна тоа беше. Дали има некој во просторијава што не знае дека Исус е Јахве? Добро, овдека сум пишал, некој денес ќе биде евангелизиран. По 100 пат. И ја мислев дека таткото е Јахве. Да, таткото е Јахве. И погоди што? И Светиот Дух е Јахве. Амен? Многу битно. Еден Бог во три личности. Таткото е Бог, Синот е Бог и Светиот Дух е Бог. Не се три различни богови, туку еден Бог во три личности, три објави. И тоа е мистерија на тројството. Некој ќе рече, не ја разбирам. Не ја разбирам и јас. Добре, дедовте во клубот. Затоа е мистерија која што ќе откриваме вече. Сум пишал, тоа е мистерија на сите мистерии. Ова го пишав пред 5-6 дена, си викам побаво да го пишам, зашто ќе се размрдам на сите страни, тоа што сакам да го кажам, ќе не го кажам. Значи, Исус е вечен единороден син, без почеток. Нема момент во вечноста кога Бог беше сам без синот. Бог е дефиниран со оваа врска татко-син. Тој е син, бидејќи е син на таткото, и тој е татко, бидејќи е татко на синот. Библија, да видиме Библијата што ни вика. Јован 1 глава, од 1 до 5 стих. И тука ќе пробам да не забегам, зашто тука има да се збори цела вечност. Ова, најверојатно во следните проповеди ќе ги користам овие 5 стихови многу. Во почетокот беше Словото и Словото беше со Бог. И Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот со Бог. Логосот. Значи на почетокот беше Словото, беше Логосот. Тоа е логиката и нацртот на се што е Бог Таткото. Исус е точната слика за тоа каков е Таткото. Словото, Логосот беше со Бог, преводот правилен и точен е зборот прос. Тоа беше лице во лице со Таткото. Во вечноста, он беше лице во лице со Таткото. Затоа ја има можноста да дојде, да го отслика на земјата точно како што е. Никој не го знаеше Таткото. Никој. Но Исус кој е во прекратката на Таткото, лице во лице, едно со него, дојде да го објави на народите. Амин. Се стана преку него. И без него не стана ништо од она што настана. Во него имаше живот и животот и беше светлина на луѓето. А светлината свети во темнина и темнината не ја опфати. Да може сите работи што се во мене во духот да ги импартира вака врз вас на овие 5 стихови. Биде и тоа. Зашто ова го зборам? Ние често имаме идеја дека позади грбот на Исус има некој друг Бог од кој Исус не спасуваше. Исус му виткаше раката на Таткото за да не сака. А во реалноста да го видиш Исус е да го видиш како Таткото изгледа буквално. Исус Христос е создател на се, како што читавме. Ви кажав и за прос, лице во лице со Таткото. 4 стих. Во него имаше живот и животот ти беше светлина на луѓето.
Дали знаеме што е овдека светлината? Што е светлината? Светлината е Исус, така светлината сме ние. Но тука во контекст на овие стихови Јован се обидува да ни каже нешто друго. Има неколку работи за темнината. Знаеме дека темнината е заблуда. Темнината значи дека го губиме патот. Во Јован 3 глава, во посланијата, гледаме дека темнината мрази светлина, бидејќи незините дела се зли. И фала му на Господ, што 5 стих е: а светлината свети во темнина и темнината не ја упати. Това е многу длабоко да го медитираме. Ама што е светлината у контекстов? Во 4 стих. Светлината, животот е оваа совршена заедница, овој совршен однос на Исус со неговиот татко, лице во лице. Таа е светлината. Совршениот однос на таткото и на синот во духот е нашата светлина. И таа светлина во 5 стих, темнината не може да ја опфати. Колку и да сака, не може да ја опфати. И ние бевме целосно доведени во ова заедништво. Во овој круг, што не е круг на нашите дела, не е круг на несигурност, на грижа, на страв. Ова е круг на совршена љубов што е споделена во нас. Исто така, за да можам да продолжам, е битно да кажам, да знаеме дека Исус е од истата субстанца како таткото, од истото битие. Да запамтете ова, значи овој е проблем што се јавува меѓу 3 и 4 век, што е голем проблем, што е голем ерес. Тоа ќе зборуваме на други некои. Еве го Исус, кој е вечно единороден, не е создаден, кој е вечен Бог со таткото, постана човек. Тоа е инкарнацијата. Создателот постана создание, додека во исто време остана создател. Исус беше раснат, погребан и на 3-тиот ден воскресна според писмата. И сега, слушайте се го. Неговото раснување беше наше раснување. Кога него го расна, тебе те расна. Ти умре заедно со него. Кога Исус умре, ние умре. Ние на крстот бевме крштевани во крв и во вода. Направете си слика на крстот, крвта тече, го проводуваат, вода тече. Тоа е твојот момент кога ти беше крстен. Тоа е тоа едно крстение. Има едно крштевање. Нашето крштевање е друга работа. Ова е единствено битно крштевање во крв и во вода. Во крвта на Исус и во водата на Исус. Сите ние на крстот бевме крстени, потопени во неговата смрт. Затоа имам спремена цела проповед за него следен пат. Знам дека ова се случи пред 2000 години, но на мистичен начин ние бевме таму со него. Ти не висеше до Исус, ти не беше крадецот. Нито од едната страна, нито од другата страна. Ти мистериозно беше во Исус на неговиот крст закован. Како што кажав, ти и јас, сите ние умревме со него. Се што беше изопачено и корумпирано во нас, се што беше оттуѓено во тебе, го најде својот крај во скршеното тело на Исус. И после што се случи? Еве сега си од другата страна на гробот, излеговме, воскреснавме заедно со Исус, како нови созданија. Така, Павле користи друг збор,
кајност, ако ви текнува на проповета на Андреј, он многу добро објасни што значи кајност. Јас се видов со него, си позборевме. Кајност не е ново создание во смисла на искочи сега најновиот модел на некоја кола. И претходниот модел на Пасатот беше стар и сега искочи некој нов модел на Пасатот. Тоа не е зборот што Павле го користи. Кајност е нешто што не било до сега. Новото создание е нешто што не било до сега. Павле вели дека бевме погребани со него. Евангелието не се само зборови, тоа е откровение, тоа е импартација или предавање. Треба да разбереме дека ние бевме заедно со него на крстот. Под земја, во, да се изразам жаргонски. Значи, ние можеме да вкусиме земјата, значи, бевме закопани со него. Бевме со него во гробот. Ти беше там. Се што беше погрешно со нас беше доведено до комплетен и конечен крај. И тоа се добрите вести. Тоа е Евангелието. Исус плюс ништо е равно на нашето спасение. Го веруваме ли ова? Дека тоа е единствена работа на Исус и на Таткото и на Светиот Дух. Ака да слободно кажемо на тој што е до тебе дека си ново создание. Ново создание си, Мика. Зоц, ново создание си, ново создание си, ти девојче. Сите сме ново создание. И ако си доволно близок со некој, баци го и кажи му пак дека си ново создание. Навистина ова ќе треба да ни влезе во душите. Бидејќи со овој дел се мачиме, како може Исус кој да умре и јас да умре пред да сум жив. Близко повеќе. Ќе отидем. Навистина си. Тоа е онтолошката реалност на твоето битие, целосната реалност на твоето битие, дека си ново создание. Старата природа е фата моргана, заблуда. Не е вистинска работа, туку е сенка. Тоа ти повеќе не си. Исус не буди кон оваа реалност да помирисаме и да знаеме нашата вистинска реалност. Ново создание, кајност. Исус не дојде на крстот да не поправи. Ако нешто ни фали, еве, во моментов, ме болеше ова, даре, благодарам, он се молеше, браво. Пројде. Значи, нешто било во мене расипано и се поправило. И за месец дена ќе спијам пак на страна, пак ќе се расипа. Че Исус не дојде да те поправи. Че ова е многу битно. Исус не дојде да те поправи. Исус дојде да те открие. Дека си како Него. Ново создание. За да не забегам, само ќе кажам, размислувајте дека Исус е последниот Адам што газеше на земјата. Старата природа, гревот и скривената слика веќе ја нема. Веќе ја нема. И тоа е онтолошката реалност на нашето битие. Амин, некој ќе каже? И сето ова е според писмата. Исус вика дека ги читаме писмата за да најдеме вечен живот. Во тоа време ги чита, ги истражува, ги знае на памет. И еве го Исус со таткото им се појави. Очекуваше да го препозна, а ти не го препозна. Тој што го бара животот во Исус 4000 години. Пророците доаѓаа во нецелосно разбирање. Фала му на Господ што целосно их ја донесува сликата на Исус во сенка. Ама еве го, замислете да се појавите кај вашите дома и да не ве познаат.
страшна работа. Страшна работа. Меѓутоа, знаеме дека никој не го познава Бог. Како ќе каже, ние познаеме Бог, ја го знам, имаме откровение. Никој не го познаваше Бог. Никој. Затоа Исус дојде од преградката, од лице во лице со Таткото, да го представи. Да каже вака, не сакам жртва, сакам милост. Втора страна. Имам 4. Отиде времето. Не кажем. Ние мислиме, отприлика и јас, ова, значи, го мислев долго време, дека Господ ги создаде Адам и Ева и плана беше да се дружи во градината со нив, додека Адам не направи нешто непромислено. Го изеде јаболкото. Тоа не е било какво јаболко. Тоа е Божјото јаболко. И тоа толку многу го наљути таткото. Што како Тор со чекано тргна да го истори гневот врз Адам. Зошто сгреши? И еве го тука иде Исус и му фаќа раката на таткото. И пибиу, тоа се добрите вести. И ја тоа така го разбирам и така го зборам. Да ставам во човекот вина и кривица, за човекот во страв, да го прими Исус, бидејќи Исус дојде да го спаси од гневниот татко, од гневната рака на таткото. Некој мора да плати за тоа јаболко. Бог е добар, ама Бог е праведен, како тоа да се две еднакви спротивности на Божиот карактер. Бог е љубов, ама Бог е гнев, како тоа да е библиски стих. Во Јован 5:25, Бог е љубов и Бог е гнев. Не, Бог е само љубов. Нема стих. И Исус доаѓа, добар полицаец, лош полицаец. И наместо да те уништи тебе, тој гневот го истура на неговото дете. И тоа се добрите вести. Бог, таткото, многу те мразеше тебе и мене, но реши да го масакрира своето дете, за да може тебе да те сака. Исус најмногу покрај се, додека одеше на крстот. Шајките, крвта, тепањето, плукањето, викањето, сите тие, тоа не беше ништо, меѓутоа се плашеше дека на крстот ќе постане грешен и дека таткото ќе го сврти грбот. И вака сега дека зборам ми се плаче. Тоа се извртени имагинации на нашето. И за жал ние имаме некоја идеја дека на крстот таткото лично го убиваше својот син Исус за да си го наплати својот легализам. А ние мислиме дека крстот е легален договор и дека на крстот таткото го напушти синот. Матеј 27:46. Исус извика гласно: Елои, Елои, лама сабахтани. Боже мој, зошто ме напушти? Ако една работа запамтиме од денешната проповед, сакам да биде тоа дека таткото никогаш не го напушти Исус. Амен. Никогаш. Нашиот татко не е во бизнисот на напуштање. Така е. Амен. Исус не кажа Господи ме напушти. Исус никогаш не се обраќаше на таткото со Господ. Исус не кажа на крстот Тато ме напушти. Тоа ќе беше друго. Тој праша прашање зошто.
Исус го праша нашето човечко прашање. Ја и до ден денеска прашам, ќе ми се случи нешто лошо. Проаѓаме во животот низ глупости и се лутам на Господ. Нели си тука со мене, нели сме едно, зошто ме напушти? Исус го праша нашето човечко прашање. Ние се осеќаме напуштени и оставени од Бог, кој не напушта никого. Не заборава никого. Проблемот е тука, ако ние го ставиме ова разделување, ова пауза помеѓу Исус и таткото на крстот, што ќе следува? Тоа ќе значи дека во било кое време во нашиот живот Исус може да реши да не остави нас. А воздухот што го дишеме е од Исус. Јован 1:1, се стана преку него и без него не стана ништо од она што настана. Ние кажуваме дека сме соединети со Исус во нераскинливо заедништво. А сега испаѓа дека Исус е таму некаде. Не остави. Бидејќи Исус прави тоа што гледа од таткото. Исус виде дека таткото го остави на крстот. Сега може во било кое време Бог да го остави своето чедо. Ја можам во било кое време да го оставам мати. Или ја можам. Ама таткото може. Дали навистина Исус е ист како таткото? Нели му витка раката на Бог за да не сака? Ние замислуваме и предпоставуваме дека позади Исус има некој Бог од кого Исус не спасува. И тој Бог е пред се легалист. Исус е добрата страна на Бог, сретната страна на Бог, кој не спасува од темната страна на Бог, како е таткото. Нема раздвојување меѓу Исус и таткото. Сакам ова да биде многу јасно. И не може да има. Ако има, Библијата да скинеме, да факлиме и да се одиме дома, да си проживееме уште до 30 години, што биде нека биде. Овие 5 стихови се доволни. А има многу. Ајде да видиме и другите. Јован 10:30. Јако што сакам вака да шушка. Јован 10:30. Јас и мојот татко сме едно. И евреите нели земаа камења за да поменуваат. Да не бидеме како евреите. Јован 14:11. Верувајте ми дека јас сум во таткото и таткото е во мене. Ако пак не верувате заради самите дела. Јован 6:46. Извини малку сега што те шетам, ама еве јас ќе ги читам. 6:46. Никој не го видел таткото освен оној кој е со Бог. Тој го има видено таткото. Идете вака. Таткото никогаш не скокна од Исус. Не се уплаши и не скокна надвор од Исус. Таткото и синот страдаа заедно. Ние имаме некоја идеја дека еден ден го примаме Исус, па друг ден Светиот Дух ќе дојде и на крај после многу курсеви, школи, завршени молитви, тоа ќе дојде така.
дека код најсвет, на крај доаѓа да види, кога ќе видиме сите добри човечки работи. Колошаните 2:9-10. Ако најдете пред мене, ќе ми кажете да не го гласувам. Смрти лево од Филипјани. На лева страна од Филипјани. 2:9-10. Интересно е. Некако много ме ќутите. Да седна. Ајде, ще малко. Ајде да има. Ох, да барем до пола да стигна. Се брзаме. Ајде ще малко. Ајде. Ще много, ајде ще малко. Колошани 2:9-10. Зашто во негово телесен облик живее сета полнота на Божеството. И вие станавте целосни во него. Амин. Ти си полн со Господ и ти не си крив за тоа. Ти си полн со Господ. Во твојата утроба го имаш таткото на светлините, кој космосот го шепна, го повика. Му шепна и го повика. Тоа го имаш во утробата. И ти и јас. Го имаме Духот без мерка, исто така го имаме Исус. Јован 16 глава 32 стих. Шестнаесет 32. Го најдовте? Да. Од тука ја очито. Еве иде часот и веќе настапи за да се наштракате секој на својата страна и да ме оставите сам. Но сепак не сум сам, зашто таткото е со мене. Амен? Шева го збори кога иде на крстот. Го збори кога иде да јаде лента. И тогаш е така. Али специфично го збори на крстот. Ќе одам на крстот, сите знаеме, избегаа, го оставија. Океј, он за тоа дојде. Но не беше сам, таткото беше со него. И Јован 8 глава, уште едно шетање. 8 глава. 28-29. Тука за стихове сум пришал пепел. Сигурно се значи многу добро. Затоа Исус им рече, кога ќе го подигнете Синот човеков, тогаш ќе знаете дека јас сум и дека ништо не правам само од себе, туку дека го зборувам она што таткото ме научи. Оној кој ме прати со мене е, не ме остави сам, зашто секогаш го правам тоа што му е угодно. Амин. Ако таткото го сврте грбот на синот, кој што кажа преска, а Исус прави тоа што гледа дека таткото прави, дали Исус делуваше сам на крстот? Ова е прашање. Ајде да видиме. 2 Коринтијани 5:19. Имено Бог го миреше Бог со себе во Христос. Фикири што не ми гледа. Светот. Ја мислам дека Бог го миреше Бог со себе. Абсурд, така. Бог го миреше светот. Космосот го миреше со себе во Христос, не земајќи ги во предвид неговите престапи.
Амин. Таткото не го напушти најголемото шоу на земјата. Тој беше во Исус и го гушкаше сето создание во себе. Ниту еднаш нема да најдеме во Библијата дека Исус го помируваше Бог со човекот. Павле го вели спротивното, како што прочитавме, дека Исус го помируваше човекот со Бог. Дали гледаме тука разлика? Ама како? Бог беше наш непријател, некој мора да умре за да плати за нашето простување. Ние така размислуваме, така добиваме простување. Мора некого да убиеш за да можеш да простиш. Бидејќи простувањето е исплата. Така или не е така? Не е така. Апсолутно не е така. И размислете зашто не е така. Еве, малку време. Дома. Дома. Што ако, например, Бог е љубов и затоа ни прости? Што ќе му е на Господ не пие крв. Крвта беше за друга ствар, ама ќе нема да стигнам до крвта, ќе оставиме за следната проповед. Не ли е тоа болно извртено во нашиот паднат и перверзен систем на правда? Бог не беше наш непријател, Колошаните 1:27. Бог никогаш, тројно никогаш не беше твој непријател. Колошаните. Колосјаните, да. Колошаните. Не Велесјаните, туку Велешаните. 27-22. Иако некогаш бевте оттуѓени и непријатели во своето мислење, ние бевме оттуѓени и непријатели во нашето мислење, не Бог. Сега ве измири преку смртта на неговото тело, за да ве представи пред себе свети, непорочни, безпрекорни. Амен. Ова е многу критично разграничување. Сум пишал, ние самите се поставивме како негови непријатели, но тој никогаш не ја врати таа услуга. Бидејќи Бог е љубов и не може да биде нешто друго. Некој ќе рече, братко, нашите гревови не раздвоија од Бог, немам Стар Завет, Исаија 59:2. И ова е критично разграничување. Дека твоите гревови не го одвоија Бог од тебе. Ние се одвоивме од Бог. Бог не се одвои од нас. И ова не е игра на зборови, не е семантика, ова е разликата помеѓу самото Евангелие и некое си квази Евангелие. Нашите гревови, мислете на Адам, предизвика ние да се повлечеме. Ние избегавме да се криеме во грмушка. Ние се тргнавме од интимност и ранливост и љубов. А каде е Бог во оваа приказна? Бог е таму во градината, го бара Адам да си играат. Бог знаеше каде беше Адам. Адам заборави каде беше Адам. Таткото знаеше кој е Адам. Адам заборави кој е Адам. И за неголемата измама на змијата, за религијата, ќе збориме во другата проповед. Во некоја друга, во 26-та. Раната црква и старите татковци, поготово до 3 век, никогаш не веруваа дека Исус не спасуваше од таткото, луѓе. Никогаш. Од што не спасуваше тогаш? Исус стапна во нашата скашеност, во нашиот распад, во нашата болест, во нашата корупција. Тој не спасуваше од нашето самоништување, од самоништувањето на гревот. Со смрт ја порази смртта за ние да бидеме облечени со него во бесмртност. Исус не спасуваше од болеста на темнината, не спасуваше од злото. Неговиот татко не е злобен.
Таткото изгледа исто како Исус. И отнуваме суштината на тоа кој е Бог. Бог е Татко, Син и Свети Дух. Бог не е некој осамен на небото, никогаш не бил сам. Таков Бог има други имења. Луцифер, Белзебул, Господарот на молите. Таткото не е Луцифер. Вистинското тројство е Татко полн со љубов, совршено отсликан во Синот и во силата на многу вистинскиот и опиплив Свети Дух. Амен. Амин. Каде да поделам, чекай само каде да преставам. Само една секунда. Некој ќе праша што е со Исаја 53:4. Можеме да прочитаме. Дека ние уствари мислевме. И се уште мислиме за жал. 53:4. Но тој ги зеде врз себе нашите болки и понесе нашите слабости. А ние мислевме. Ние мислевме дека таткото го казнуваше. И 10 стих, Исаја 53:10. Исус беше задоволен, Бог таткото беше задоволен во смисла дека во Исус го виде посинувањето на нациите, на таткото лично него мачеше синот. И во постар превод, во Септугинтата, каде што вика, чекайте, што превод е? 53:10. Но волјата Господова беше да го казни и да го предаде на маче. Во Септугинтата, знаете ли што пишува? Тоа е постар и поточен превод. Оригинал. Благодарам. Таткото сакаше да му помогне и да му ги исцели раните. Еден стих ќе смени се. Еден стих таткото ќе го стави во улога на убиец. Еден стих. Не, таткото сакаше да му ги помаза раните, сакаше да го спаси. Но беше задоволен бидејќи во него го виде посинувањето на нациите. Исус се воздигна на небото и седна. Ти беше со него раснат, ти со него умре, со него беше погребан, ти лично. Исто така со него беше воскреснат и се воздигна заедно со него и седна на небото заедно со него од десната страна на таткото. Браќата се караа кој каде да седи, ние го имаме на убавото место. Горе на небото во Исус. Не мора да чекаме дека ќе одиме на небото, веќе сме на небото, тоа не е целта. И тоа е чудо. И доста е. За следен пат сум пишал, Исус кажа дека доаѓа да ги суди живите и мртвите и тоа е добра вест. Како е добра вест? За кратко време ќе се видиме. Во нека следна прилика. Добро е? Добро е затоа што таткото е добар. Фала на Господ што ни дава овие откровенија за ние да увидиме дека таткото е добар, дека Исус е добар и дека Светиот Дух е добар. Проповета е на пола, не се одговорени сите прашања, за сите длабоки размислители, ќе се одговорат во следната проповед. Амин. Овие зборови ги заштитуваме, ги благословуваме да влезат во срцата и да дадат плод, да бидеме совршени во љубовта. Да не се плашиме од ниедна казна, да бидеме совршени во љубовта. Сега Бог ќе дојде да затвори, не давајте ни лев, ни вино, не давајте. Имаме мало објаснување, па ајде. Фала ти, Коки, за
изобилен благослов и фала ти за живото слово и семе во нашите срца. Се продискутира за една одредена тема од технички аспект во однос на Господовата вечера. И нели Евхаристијата, односно Господовата вечера, не е само символика. Бидејќи Исус кажа, правете го ова за мој спомен. Тоа што го направи Исус воопшто не беше символично, него беше реално до срж што нас не промени. Амен. И нели Павле подоцна дава инструкции за самата Евхаристија. И поентата во 1 Коринтијани 11, кога Павле објаснува некои технички аспекти, кога заедништвото се собираме заедно, е да не насочи каде да ни биде фокусот. Веќе ако се собираме заедно да го правиме тоа. Знаете и сами дека веќе известно време, КЦ 490, ова го правиме заедно. Така? Како црква, како локално тело, како живо тело на Господ Исус Христос. И има сила, зошто е тоа така, бидејќи во заедништвото има многу голема сила. И се замислете, кога ние тоа го правиме заедно, со една единствена цел. Да се сетиме на Исус и на Неговото дело. Сега, она што сакаме да го поведеме е, сега ќе поминат лепчето и виното, и ве молам, не земајте веднаш. Туку држајте го лепчето и виното и почекајте луѓето што секогаш ќе ги има по двајца да се молат и да го благословат лебот, односно телото Христово и да ја благословат крвта што направи за нас, држете ги во раце и кога ќе завршат со молитва и кога ќе кажат амин, тогаш заедно сите ќе пристапиме кон тој свет чин. Бидејќи има многу голема сила кога заедно. Зошто сакаме да го направиме ова? Бидејќи се случува нешто посебно, кога ние заедно се фокусираме кон една цел. Да правиме нешто заедно за Негов спомен. Бидејќи се случува некогаш, нели тие што се во првите редови да си каснат, па да си станат, да си заминат, или што и да е, ние другите во задните редови, се губи самиот фокус. На неколку пати Иле спомна дека фокусот е важен. И затоа кога Исус кажа правете го ова за мој спомен, сите 12 беа собрали. Ние сме повеќе од 12. И затоа да пристапиме на Евхаристијата како свет, благословен чин кој што прави нешто големо во нашето заедништво. И што се случува во тој момент кога ние чекаме за заедно да пристапиме до таа трпеза? Се зголемува оштрината на вашиот фокус во благодарноста. Тоа не значи дека додека чекате вие за со лепчето и виното во раце, дека вие се преиспитувате дали сте достојни. Колку многу во посеа семе дека затоа што бевме достојни Исус го направи тоа што го направи. И додека чекаме, всушност нашето срце се облагородува уште повеќе во таа благодарност. Исусе, што ти направи за мене? Ова е свечи. И заедно сега со другите браќа и сестри ќе го направиме заедно. Океј? Амен? Амен. Така да сега Горијан и Ила ќе пристапат и ќе ве почестат со таа Господова вечера, да ве поканат на Христовата трпеза. И запомнете, вака ќе биде од денес па натаму. Почекајте. Сите заедно. Пред додека се помолат, двете личности што ќе бидат викнати, а тоа се денес Зоц и Оливера. Вие слободно може да почнете. Почекајте и ќе го направиме тоа заедно. Бидејќи на тој начин даваме чест што на вистина Господ направи и заедно пристапуваме кон таа трпеза што Исус ни ја послужи. Нели има голема чест и достоинство во тоа кога црквата заедно го прави сето тоа. Како што Исус кажа, правете ова за мој спомен. И дека ние чекаме сега, вие слободно можете во вашето срце дека се излева таа благодарност. Пак ќе кажам, веќе сте слободни, веќе сте нови. Во вашето срце има место само за благодарност, а не за само осуда. Веќе Исус направи се што требаше да направи.
и не спои да бидеме едно со таткото и секако негови деца и браќа и сестри заедно, ние ќе пристапиме заедно кон тој свет чин. Ве оставам во ова тивко време да си уживате со Светиот Дух. И едно нешто да знаете. Светиот Дух беше на крстот, кога Исус умираше. И Светиот Дух од таму ќе ви сведочи што направи Исус за вас, токму во вашите срца сега. Денеки тој е верен сведок. Амен. Амен. Господи, фала Ти за ова време што го минавме заедно. Ние стоиме пред Тебе. Ти благодариме, Господи, за се што направи, Господи. Фала Ти за Господовата вечера што се подсетуваме сега на што Ти направи за нас, Господи. Фала Ти што го даде Твоето тело, Господи, на нас. Фала Ти што дојде се бесплатно по благодат, Господи. Фала Ти што може да живееме со Тебе, Господи. Фала Ти за секој ден, Господи. Фала Ти за времето со црквата, Господи. Ти благословуваме овој ден, Господи. И Ти благодариме, Господи. Фала Ти, Господе, за крвта, Господе, што најдеш. Твојата крв не изми, Господе, и во неспомен, Господе, и во свет чин. Ова денеска го правиме, Господи, и ова вино го благословувам, Господе, за Твоја слава, Господе. Фала Ти, Тато. Фала Ти, Господе, за оваа црква, за оваа најубава црква. Фала Ти и црквата ја благословувам, да сите денеска си одиме да хранете, Господе, од Твојата храна. Во името на Исус. Амин. Прекрасно. Можело на крајот да весте испееме нека песна, како така позаветно славање, може така да завршиме оваа служба. И последната ми го месеците Господа вечерно. И не зберам дека е добро да ако некој има некаква потреба за молитва, додека оваа атмосфера тука, колку е тука напред, може да дојде и да Вики колку да се помола за таа личност. И било каква потреба ти што е случило во твојот живот, едноставно сакаш некој да се моли за тебе. Исто некој може да дојде напред тоа да се случи. Сакам друга страна да одевам оваа богослужба, останете благословени во изобилие на нашиот Господ Исус Христос. Живеете со Него, живеете со Господ и нека луѓето живеат со нашиот Спасител на слава на Господ. Оваа сабота исто така има женски час, со поздрав до 18 тука во Поема.
За повеќе информација, ако некој не знае што е тоа, може да се обрати кај нас на Драга Маја. Така да останете благословени и се гледаме наредна недела се почне да биде 13 часот тука во Појмана на Благослов. Благослов за секој кој што гледаше денес.